Добар ден, почитувани, стартува најновата телма Амбуланта. Дали сите болести се наследни? Што всушност ни кажува еден генетски тест? Дали, ако го имаме лошиот ген, значи дека сигурно ќе се разболиме? Како се наследуваат болестите? Дали аутизмот, ракот или диабетесот имаат генетска основа? Кои тестови постојат и дали сите треба да ги направиме превентивно? Разговараме со професор доктор Тодор Арсов, генетичар. Разговорот следува веднаш по блокот реклами. Се гледаме набрзо во студиото со гостината. Гените или животниот стил, што не разболува? Дали срцевиот удар, диабетесот и ракот се наследни болести? На оваа тема денеска разговараме со професор доктор Тодор Арсов, специјалист по клиничка генетика и генетски советник. Професоре, добре дојдовте во телма Амбуланта. Добар ден, Марија. Благодарам на поканата уште еднаш. Професоре, дали сите болести се генетски? Имаат ли некаква генетска наследна позадина? Марија, ова прашање што го поставувате е многу интересно, бидејќи всушност од почетокот на генетиката до денес е прашање кое што е отворено и на кое што работиме. Значи, во генетиката користиме два термини, еве и со студентите се учиме тоа овој семестар, генотип и фенотип. Генотипот, значи, ја опишува генетската информација, таа што е запишана во молекулата на ДНК како потенцијал, кој што во материјалното рамниште се манифестира како нашето тело или нашиот фенотип, да кажеме, телото сватено како нашата анатомија и како нашата физиологија, структурата на телото и неговата функција. На кој начин се овие две поврзани помеѓу себе, како тој генотип станува фенотип, е нешто кое што е во основата на науката со која што се занимавам јас. Јасно е дека ако нашето тело е последица во известна смисла на нашиот генотип, на нашиот геном, тогаш во секоја болест има определен процент на генетски удел, да кажеме. Ние често пати ги кажуваме состојбите во медицината, например, како некаква травма, паднал човек, скршил нога, така сметаме дека тоа мала улога може би игра генетиката, но прво е прашањето зошто човек би паднал. Второто прашање е не секој човек што ќе падне ќе скрши коска, така? Значи во една смисла е прашањето колку е прецизна контролата на нашата рамнотежа. Другото прашање е колку се цврсти нашите коски, да кажеме, повозрасна жена има поголема веројатност да има остеопороза и да ја скрши коската, меѓутоа и во тоа наследната компонента или генетскиот фактор игра определена улога. Така не секој жена ќе има исто изразена остеопороза, тоа е некој поизразено ќе биде, некој нема да имаат воопшто. Тоа е тоа. Така што мислам од почетокот да кажеме веднаш дека во генетиката всушност денес размислуваме за спектар на влијание или на поврзаност на генотипот со определена негова појавност како белег физиолошки, вообичаен или како болест, да кажеме. И генерално можеме да ги поделиме и нашите телесни белези и болестите кои што се поврзани со нив во, да речеме, две поголеми категории. Таму каде што има многу јасна поврзаност, каде што зборуваме за едногенски болести, и другата група каде што зборуваме за полигенски болести, каде што улога играат многу генетски фактори помалку, плюс факторите од надворешната средина. Во првиот случај, кај едногенските болести, всушност зборуваме за ова што го знаеме ретки болести, тие се со честота 1 на 2000, 5000, 10.000 и така натаму. Во другиот случај, кај овие комплексни генетски болести и со влијание од надворешната средина, зборуваме за почестите болести, еве, например, како шекерната болест, високиот притисок, срцевиот удар, аутизам и така натаму. Како се утврдува дали пациентот има моногенска болест, односно болест која што е предизвикана само од еден ген? Видете сега, за некои болести ние знаеме дека се моногенски. Значи, ако човекот дојде и се презентира со определена симптоматологија и имаме определен клинички сомнеж за што се работи, може би генетски тоа нешто сме го докажале и знаеме за која болест се работи, знаеме дека е моногенска, бидејќи таа, или едногенска, бидејќи
за таа болест знаеме. Она со што се соочуваме денес во таа група на болести е што по некој пат се презентираат семејства кои што се по прв пат со некаква симптоматологија која што не можеме да ја на некој начин препознаеме како некаква конкретна болест, бидејќи можеби се работи и за нова болест, и за нов ген, и тогаш ни помага во голема мерка родословното стебло, односно педигрето. Ако забележиме дека болеста се пренесува низ генерациите на определен начин, да кажеме, тогаш ќе мислиме дека се работи за моногенска болест и ќе се обидуваме во таа насока или во истражувањето или во дијагностиката да ја најдеме генетската причина. Додека, да кажеме, ако тоа нешто не е баш толку убедливо во педигрето, тогаш можеби ќе мислиме за некоја друга појава, да. Постојат ли генетски тестови за утврдување на моногенските болести? Има ли различни тестови? Да. Значи, воглавно, ова што го работиме во клиничката генетика, во генетското тестирање, во генетското советување денес, воглавно е во доменот на моногенските болести, каде што имаме јасна поврзаност помеѓу определен ген и определена болест, и каде што имаме врз база на тоа можности по некој пат, релативно ретко за жал се уште да лекуваме, но речиси секој пат имаме можност да правиме проценки за репродуктивниот ризик, да кажеме, во семејството, која е веројатноста болеста да се повторува и така натаму, и имаме можност да речеме да управуваме со тој ризик за повторување на болеста во семејството. Така што секако дека целата дијагностика во моментот е всушност насочена во тој едногенскиот свет. Значи, ако ги кажеме болестите како хемофилија, како цистична фиброза, како дишенова мускулна дистрофија и така натаму, тоа се едногенски болести. Ретки болести, сите ретки или најголемиот дел, и во оваа емисија сме кажале, 80% од ретките болести се всушност моногенски, имаат еден ген како причина. Во оваа група на болести промени патогени во еден ген се и неопходни и доволни за да се развие таа болест, најчесто со определени исклучоци. Дали наследните болести се всушност овие моногенски, кои што се поврзани само со еден ген, или тука спаѓаат и останатата група на болести, каде што се поврзани повеќе гени? Видете, ние нашиот геном го наследуваме. Така што се нешто што е поврзано со генетско влијание, дали е моногенска или полигенска болест, во известна смисла е наследено. Во едниот случај сме ја наследиле на некој начин болеста, а во другиот случај сме ја наследиле предиспозицијата за таа комплексна болест. Така, во едниот случај сме ја наследиле причината за болеста, во другиот случај веројатноста или ризикот. Така? Значи, воглавно се разбира дека се наследува, но ова сме го кажале можеби и друг пат во оваа емисија, дека не сите генетски болести се наследни, бидејќи по некој пат определени генетски промени, особено во светот на моногенските болести, може да се случат меѓугенерацијски, што значи ако најдеме определена генетска промена во определен ген кој што е сврзан и го објаснува болеста кај пациентот, ја бараме истата промена кај родителите, не можеме да ја најдеме. А знаеме дека родителите се родители, значи нештото се случило. Значи прв пат се јавило во таа генерација. По некој пат генетските промени мора да се случат и по прв пат. Од таму па надолу во семејното стебло ќе се пренесува на предвидлив начин. Значи разликата помеѓу двете категории на болести е што ако тоа е моногенска ретка болест, таа воглавно ги следи правилата на Мендел, ловото наследување или некои од исклучоците. И ние тука сме доста прецизни во предвидувањето на начинот на кој што болеста се пренесува во семејството и во предвидувањето на ризикот за, да речеме, следните генерации или следните деца во едно семејство и можеме да нудиме... Како се менаџира сега тој ризик за наследни болести? Кога е познато во семејството дека постои некакво генетско заболување? Така. Значи, за да зборуваме за управување со генетскиот ризик, ние мора да имаме генетска дијагноза. Значи, тоа е условот за да можеме да се впуштиме во кои се можностите. И би рекле, во едно семејство кое што има репродуктивен генетски ризик,
можностите се повеќе. Не се сите се разбира за секого и тука е важноста на генетското советување и на соодветна обука во оваа област, која што за жал во нашата земја, но и во регионот се уште изостанува и недостасува. Ние не нудиме обука во ова многу важно подрачје. Тоа е, знаете, професијата на 21. век е генетското советување. Но зборуваме со семејствата на сензитивен начин и така натаму за можностите за управување со тој ризик. Значи, и зависи од тоа какви се филозофските, културолошките, ако сакате, религиозните верувања на луѓето, за тоа која опција би била опција за нив. Но, општо земено, значи, прво, едната опција е дека не е задолжително да се следи во обичаениот начин, односно да се имаат деца или биолошки деца, да кажеме. Значи, секој пат стои опцијата како можност да се посвои дете, така? Втората можност би била, да кажеме, да се заобиколи тој генетски ризик, е да се користат донирани гамети, да кажеме, јајцеклетка или сперматозоид, со што ќе се заобиколи, да кажеме, генетскиот ризик. Другата можност би била каде што родителите го предпочитаат во обичаениот начин, да кажеме, да имаат биолошко потомство, значи е можно да се започне бременост на вообичаен начин и во некоја фаза од бременоста да се тестира дали плодот ја има или ја нема наследено болеста и да се размислува што да се прави понатаму со таа бременост, да кажеме. И еве сега новите можности на тој волшебен брак помеѓу инвитро технологиите за подпомогната или вештачка репродукција, размножување и молекуларните техники, каде што е можно, например, да се направат ембриони и во ембрионите во 6-тиот ден да се земе по неколку клетки да се штрбнат, тоа не го оштетува ембрионот. Ембрионите може да се замрзнат, во тие неколку земени клетки да се испитува дали и кој ембрион ја има или ја нема болеста, така е причината за таа моногенска болест, и да се изберат само ембрионите кои што нема да ја имаат болеста за да се отпочне бременост. Ова нешто, последното што го кажувам, во нашата земја се уште не е можно во смисол на молекуларните тестови. Значи, можни се биопсиите, ембриолошкиот дел, но вообичаено во моментот се праќаат тие примероци за тестирање во некои од центрите во регионот и се чекаат резултатите и за жал тоа во моментот не е покриено од фондот. Значи, мислам дека нешто во тој смисол се менува, односно слушаме дека и нашата лабораторија, тука водечка во Македонската академија за науки и уметности, планира воведување на ваквиот вид на тестови, кои што се надевам дека ќе станат на таа позитивна листа на нештата кои што државата ги плаќа, бидејќи мислам дека нема ништо поблагородно од тоа на едно семејство кое што има определен генетски ризик да се помогне да добие здрави деца, бидејќи на сите нас обстанокот и на нашата нација и држава и се зависи од да имаме здраво потомство. Професоре, тестот може да биде позитивен или негативен кога зборуваме за генетски тест. Што доколку е присутен лошиот ген? Како таа лоша вест да се соопшти на пациентот, односно на оној кој што го направил тестот, не секогаш е пациент? Да. Значи, прво овие термини што ги употребивте малку да ги разјасниме, каков е можниот исход од еден генетски тест. Зашто мислам дека тука постои големо недоразбирање, да кажеме, во општата популација, да кажеме, но и во медицинската професија. Значи, ако во семејството постои определен генетски наод предходно, определена диагноза, тогаш ако тестираме некој човек, го тестираме дали ја има таа генетска промена или ја нема, тогаш тестот е или позитивен или негативен. Но, ако и велиме сме направиле некакво предвидливо, предиктивно тестирање, велиме стручно, предвидливо тестирање. Но, ако во семејството нема предходна генетска диагноза и тестираме за прв пат, например, вообичаено дете, можеби и возрасен, кој што има определени симптоми, тогаш велиме правиме диагностичко тестирање на нешто што е непознато. Тука
Повторно е можно да добиеме позитивен резултат, кој што ни објаснува состојбата и имаме диагноза и понатаму можеме да понудиме тестирање во семејството. Можно е да добиеме резултат кој што е несигурен. Не вам уди таму. Ние во моментот не знаеме се ни приближно за сите 6 милиарди букви во нашиот геном. И особено кога зборуваме за ретките болести, особено овие нови ретки болести, каде што имаме можеби 10 и на 20, стотина пациенти на планетата, со болест поврзана со ген во кој што можеби има десетици или стотини илјади букви, ние немаме доволно информации за тоа што секоја промена на секоја буква значи. Значи, е промената во ген кој што е поврзан со таа болест, ама не сме го виделе тоа истото ниту кај болни со истата болест, ниту кај здрави луѓе претходно. И не знаеме што значи. Велиме, тоа се варијанти од несигурно значење. И ова се особено комплексни сценарија за советување, бидејќи советуваме несигурност. А несигурноста е нешто кое што човечката природа не го толерира многу лесно. Ние повеќе би се согласиле да знаеме, еве вие рековте лошата вест, ќе зборуваме и тоа што значи, отколку да не знаеме. Ме разбирате? Затоа што незнаењето, неизвестноста, несигурноста, немање на когнитивно разрешување на прашањето кое што не мачи, создава анксиозност и таа анксиозност по некој пат, ако не се препознае и ако не се санира, знаете, може да води до значителни психолошки проблеми. Третата можност или третиот исход од резултатот, ако не е позитивен, ако не сме нашли и варијанта на која што се сомневаме, макар да е несигурна, е ова нешто што традиционално и во американската, да кажеме, номенклатура би се кажало дека е негативен резултат. Во Австралија, од каде што е мојот тренинг, ние велиме неинформативен резултат. Значи, ништо не сме добиле, но не значи дека не е генетски и не е наследно. И еве сега да го објаснам тоа малку. Повторно, ние знаеме за околу можеби половина од гените што прават и како се поврзани со определени особини, дали вообичаени или болест и така натаму, ама ние секој ден откриваме нови гени. Така што ние во моментот кога тестираме, можеме да го анализираме само она што го знаеме. Ама она што не го знаеме, што ќе го дознаеме после 5 години, денес не можеме да го знаеме. И ние не можеме да кажеме, ако сме тестирале диагностички, значи прв пат во едно семејство, ние не можеме да кажеме дека е тестот негативен. Затоа што тоа најчесто се слуша и од колегите, но и од пациентите, односно луѓето што се тестирале, не е генетски. И готово, тоа не е исто, не е исто. Така што во ова е потребно доста тестирање, доста учење, мислам и тренинг, и тој тренинг е особено сложен. Јас сум го поминал во Австралија, во еден од најпрестижните курсеви во Универзитетот во Сиднеј, под професорката Кристин Барлоу Стюарт, една од пионерите на планетава во генетско советување, така што, да кажеме, ова што ме прашавте точно, давањето на резултатот, тоа е еден цел предмет, цел семестар, ме разбирате, затоа што во тоа има голема филозофија, не е како што... И психологија. Па се разбира, и тоа е нешто што, знаете, се учи вака пред камери. И вие сте снимен во сеанси, треба да анализирате секој поглед со очите, секое помрднување на вегите и така натаму дава невербални сигнали на пациентот и вие може да зборувате... Така, бидејќи некош пациентот се обидува да прочита од ликот на... Така, и повеќе читаат од ликот, отколку од зборовите што ги кажуваме, така што е многу комплексен тренинг. Јас се надевам дека и во нашата држава, во некоја фаза, некои авторитети, власти, така натаму ќе се заинтересира, бидејќи сметам дека спроведување на било какво генетско тестирање без соодветно советување генетско пред и по тестот е неетички. И мислам и надвор од професионалните стандарди всушност кои што ги наметнуваат учените здруженија, и американски, и европски, и австралиски. Така, и самите тестови се комплексни, но очигледно и соопштувањето на резултатот е уште покомплексно. Па видете, ние немаме проблем во оваа држава со тестирање. Значи, ние имаме тестови и лаборатории повеќе по глава на жител можеби отколку вообичаено, што би било на пример во на друго место на планетава.
дури можеме и да испратиме во странство, например, за тестирање и така натаму. Но ова што недостасува е точно тоа интерпретацијата на тестот и адекватен, соодветен, етички, сензитивен начин на соопштување на резултатите, бидејќи вие, освен ако не го објасните резултатот, но не само да го објасните, туку и луѓето да го разберат, вие не сте направиле најмногу што може од позитивниот резултат. Затоа што позитивниот резултат, генетскиот наод на диагноза генетска, ретко е сврзан со конкретни тераписки можности за самиот пациент што е тестиран. Но секој пат е сврзан со импликациите за семејството и така натаму, што мислам дека овдека често го занемаруваме, да кажем, бидејќи го немаме соодветното советување. Сте имали ли ситуација кога би било тешко да ги соопштите резултатите? Видете, да ви кажам, секоја ситуација, секое семејство е предизвик на свој начин. Значи, нема две исти сценарија, па колку и да се исти, бидејќи, знаете, ние луѓето сме сите многу комплексни суштества и пред се хомо психологикус, вие го кажавте зборот психологија предходно, и сите на различен начин реагираме. Еве, да се надоврзам на зборот лошите вести и добрите вести. Што тоа всушност значи? Значи различни работи за различни луѓе. Значи, ние, еве, вашиот, предпоставувам, контекст беше дека, например, ако некој се тестира за например, еве да кажеме во семејството има познатите генетски промени сврзани со приказната за Ангелина Жоли, да кажеме со канцер наследен BRCA1 или 2, се двата гена кои што се најчесто вклучени. И да речеме во едно семејство има таква генетска промена која што се провлекува низ генерациите. И сега оди некоја жена или можеби и маж да се тестира. И предпоставувам дека добрата вест е нема генетска промена, лошата вест е има генетска промена, така? Тоа е тоа, да. Па тоа е очекувањето. Меѓутоа, вие ќе се изненадите сега ако ви кажам дека, например, релативно често всушност не е така. Бидејќи кога во семејството има определена болест, со која што живееле многу од предходниците и современиците во тоа семејство, например, браќата и сестрите, па видите, ние со генетиката само ја откриваме етиолошката диагноза, меѓутоа дека болеста ја има во семејството, тоа семејствата го знаат уште пред да дојдат, да кажеме, на генетско советување или на клиничка генетика. Но тоа што ни дава можност тестот е да видиме кој можеби ја има, а кој ја нема таа генетска промена пресимптоматски, уште пред да се развие болеста. И сме имале случаи, например, каде што доваѓаат 5 браќа и сестри од едно семејство, или еве да кажеме, се сеќавам на еден случај 5 сестри, од кои што секоја имала една од две шанси да наследи или да не наследи, 3 наследиле, 2 не наследиле. Во собата доваѓаат заедно за резултатот, им ги даваме резултатите еден по еден, тие излегуваат една по една во чекалната, излегуваме во чекалната, двете сестри што се негативни, што не ја наследила генетската промена, плачат, а овие трите што ја наследиле се среќни. Бидејќи тие се дел од семејството, тие се дел од идентитетот на семејството, бидејќи идентитетот на тоа семејство е сврзано со таа болест. Секако и веројатно дека човек сака да ја избегне ако може таа работа во следната генерација и така натаму, но ова е нешто што се нарекува вина на преживејувачите. Тие чувствуваат вина и ова е опишан феномен и во литературата, но ние сме го видели и во клиничката пракса, дека тие се всушност нажалени и тажат за тоа што ќе надживеат. И затоа што не се чувствуваат, да кажеме, во известна смисла како дел од целината на семејството. Така, колку е длабока психологијата човечка. Видете, многу е длабока и ова е, мислам, нешто што мислам дека секој од нас длабоко го знае, дека меѓутоа знаете, ние секој пат на површината мислиме дека сме многу рационални, дека рационално размислуваме и дека рационално донесуваме одлуки и решенија, меѓутоа вистината, и тоа е недвосмислено покажано во истражувања, дека сме ние длабоко всушност емотивни и ирационални и дека действуваме повеќе на чувството во стомакот отколку на размислувањето во мозокот. Професоре, има интуитивно? Да. Има тестови кои што се дел од скрининзите.
Обично се прават за време на бременоста. Сега, дали се тие диагностичка алатка? Видете, убаво сте ги одбрали прашањата. Мислам дека ова исто така е едно многу важно прашање за кое што треба да се зборува повеќе и во општата јавност и во медицинската професија. Значи, во тестовите што ги предлагаме или што постојат, еве да кажем конкретно во генетика, има на тој начин на кој ги разгледуваме работите, две групи на тестови: скрининг и диагностички тестови. Скрининг тестот, како што кажува самото име скрининг е завеса, и како го гледате нешто, таму од позади завеса не е многу прецизно. Значи, вие ќе видите дека таму позади завесата има нешто што личи на змија. Ама дали е змија, или е јаже, или кабелото од камерата, не можеме да сме сосема сигурни. Диагностичките тестови се сигурни. Таму нема завеса, го гледате директно дали е, да речем, кабел или е јаже или е змија. Но тогаш зошто не правиме само диагностички тестови? Зошто имаме скрининг тестови? Прво, диагностичките тестови, еве конкретно ме прашавте за бременоста, прво се инвазивни, така? Значи, ние за да дојдеме до материјал генетски од бебето, за да го гледаме директно неговиот геном на бебето, хромозомите или ДНК, ние мораме да направиме некаква хируршка интервенција врз жената бремена, да земеме или амнионска течност, или парче од плацентата. Тие постапки се сврзани со определен ризик. Мал, во терциевни центри, релативно мал, но ризик кој што постои и една психолошка, да кажеме, пак оптеретување, тоа. Психолошко оптоварување. Второ, самото тестирање е скапо, долготрајно, бара доста часови анализа и така натаму, и таква работна сила не може ни една држава, да кажем, да произведе. Од друга страна, пак, скрининг тестовите се релативно точни, но се неинвазивни. Обично земаме крв, или правиме нека, да речем, нешто ехо, или нешто кое што не го боцка телото или нема хирургија поврзана, и се поевтини, поизводливи се некакви биохемиски тестови еве во поново време. И стандардно било тоа, ова што го нарекуваме плиска тест, како биохемиски тест во крвта на мајката се мерат неколку хормони за да се предвиди веројатноста, да кажеме, за болести како Дауновиот синдром. И ако треба, да се продолжи со диагностичка постапка. Тоа мислам дека беше релативно јасно дека овие скрининг тестови не се диагноза, дека тие покажуваат определен ризик, бидејќи тие излегуваа со бројка 1 на толку. И понатаму врз база на тој ризик се донесуваше одлука во колку семејството сака да ја уточни, да речеме, работата, да се тестира понатаму. Сега со овие нови скрининг тестови кои што се во текот на бременоста, генетски базирани, значи повторно се зема крв од мајката, но во крвта од мајката има дел фракција малку и од бебето. И тоа нешто новите технологии ни овозможуваат во тоа да видиме дали ке бебето е се во ред, да речеме, со хромозомите или има некоја промена. Но не е 100%. Затоа што гледате колку е тоа индиректно. Релативно прецизно е, но не е 100%. Така што секој пат, после еден таков тест, каков што е, например, биохемискиот тест плиска или тестот, сега овие има повеќе компании што ги нудат, воглавно доваѓаат под името НИПТ, неинвазивно пренатално тестирање. Резултатите од тие тестови треба да се потврдат со некаков диагностички инвазивен тест, ако сакаме да знаеме за сигурно. Новите препораки, например, на Американското здружение на гинеколози и акушери, например, кажува дека ако едно семејство сака да знае за сигурност во однос на определена генетска болест, особено се, нели, често размислуваме за почестите хромозомски болести, како Дауновиот синдром, значи единствениот начин да знаеме за сигурно е инвазивна диагностика, се разбира со се ризиците што се сврзани. Професоре, во крвта на мајката циркулираат клетки од бебето? И многу години после породувањето. Всушност, можеби имаме некои студии сега кои што кажуваат дека и 10 и повеќе години после породувањето во крвта на или во телото на мајката
има клетки од бебето. Но кога зборуваме за овој генетски тест сега, неинвазивно пренатално тестирање, всушност не се базира толку на клетките кои што можеби влегуваат преку плацентарниот крвоток од бебето во мајката, туку зборуваме за една фракција на ДНК која што не живее во клетките. Значи, да се вратиме назад еден чекор, ние кажуваме дека ДНК се наоѓа во клетките, во јадрото, спакувана во хромозомите. Меѓутоа, дел од нашите клетки изумираат од време на време и се заменуваат со нови. Кога една клетка ќе умре, таа ДНК од неа всушност испливува во течното помеѓу клетките и влага и во крвотокот. И таа е така наречена фракција на ДНК која што не е поврзана со клетки. И таа фракција од ДНК многу лесно влегува во крвотокот на мајката и во таа фракција на ДНК која што е слободна од клетки, ама по потекло од бебето, можеме да ја испитуваме генетската ситуација на бебето. Но поминуваат и клетки од бебето може да се најдат во телото на мајката и многу години по породувањето. Така може би објаснува зошто се развива таа силна поврзаност помеѓу мајката и бебето. Па видете, тие детето. Тие делат толку многу, мислам, почнувајќи, нели, од прво јајце клетката, првите 3 делби се случуваат без нова синтеза на протеини. Само во јајце клетката обезбедува се. Сперматозидот само пола од геномот, но се што треба за да почне животот во оплодената јајцеклетка, за таа да тргне да се дели, сето тоа е во медиум од клеточен од мајката. И првите 3 делби сметаме дека нема нова синтеза на протеини од новиот геном, да кажеме, туку дека тоа се е всушност наследено со јајцеклетката од мајката. Па понатаму 9 месеци во утробата, појавата, например, на плацентата како еден периодичен феноменален орган кој што ја овозможува врската помеѓу мајката и бебето, често пати заборавен орган, да кажеме, во нашите изучувања и во медицината, па самиот процес на раѓање, процесот на доење најчесто така што тоа се мислам нераскинливи. Од каде точно доаѓа и колку имаат врска овие клетки што перзистираат во циркулацијата и во телото на мајката, ние не можеме тие работи да ги раздвоиме, но еве ова се нештата за кои што јас размислувам кога размислуваме за тие работи. Професоре, кога веќе зборуваме за бебињата и за децата, се почесто се јавува аутизам. Дали аутизмот има генетска основа? Се наследува ли? Видете, аутизмот... Што вели науката во моментов? Аутизмот е една голема непознаница, но во контекст на разговорот во кој што го водиме денес, не доведува сега на другата страна во групата на комплексни почести болести, каде што генетскиот фактор игра определена улога на спектар. Помалку отколку кај моногенските болести. Но, аутизмот конкретно, знаете, имаше неодамна нов извештај од Американскиот центар за контрола на болести. Мислам дека актуелниот секретар за здравство, што е еквивалент на министер за здравство во американската администрација, Боби Кенеди, ги соопштуваше резултатите. И тоа беа едни вистина за мене фрапантни броеви, во кои што најново во Соединетите држави е дека 1 од 31 дете се диагностицираат со аутизам. Оваа болест малку повеќе и повеќе ги зафаќа машките, значи има таква полова разлика, дека е можеби 1 од 20 машки и 1 од 60 девојчиња. А во некои метрополитански региони на Америка, да кажеме, особено можеби каде што е оваа висока концентрација на IT технологии и така натаму, например Силиконската долина, Сан Франциско, поразителни бројки од 1 од 12 машки деца. Страшни бројки. Тоа е вистина, мислам, нешто што е вака зачудувачки и во тоа обраќање и во тој извештај се прави анализа за многу години наназад и е несомнено дека има значително зголемување на бројот на или честотата на оваа болест,
нешто што не, со една динамика која што не би можела да се објасни со стапката на промени на геномот, барем така како што го разбираме во моментот. Значи, контекстот на тоа обраќање беше дека сепак веројатно игра улога нешто во надворешната средина и нели беше дадено ветување дека до септември ќе имаме некаква идеја каков одговор. Да, каков одговор. Ете така, дека кој е тој фактор од надворешната средина кој што од 80-тите години е воведен, се појавува, што е тоа нешто, дали е медицинска некоја интервенција, дали е нешто во нашата исхрана, дали е нешто во со што го поминуваме времето, екраните и така натаму, не знаеме, но еве чекаме до септември да видиме дали тоа ќе дојде да се случи. Зошто кажувам дека е голема непознаница, енигма и предизвик оваа болест во размислувањето околу етиологијата или причината е заради тоа што кога ние ќе ги примениме методите на така наречената генетска епидемиологија за да процениме ова што ме прашувавте дали е болеста моногенска, повеќе генска, и ако е повеќе генска, колку проценти игра улога, да кажеме, на некој начин генетскиот фактор, доаѓаме до заклучок дека можеби наследниот фактор, наследливоста на оваа болест е околу можеби 70% или нешто во тој различни студии, ама тука некаде се бројките. Дека разликите во појавата на оваа болест можеби околу 70% се должат на некакви наследни фактори. И како сме го пресметале тоа, бидејќи е броено колку често се случува двајца обични браќа или брат и сестра и двајцата да ја имаат болеста, спрема колку ако се, например, двојајчани близнаци, не идентични близнаци, спрема колку ако се идентични близнаци. И колку е таа разлика поголема, например, колку е почесто дека двајцата еднојајчани или идентични близнаци ја имаат, помалку двојајчаните, уште помалку обичните браќа и сестри, сметаме дека наследниот фактор игра поголема улога. И така пресметуваме дека е околу такви некои високи проценти на наследливост. Но кога ќе се обидеме со она што го разбираме за геномот денес да тестираме, ние таа генетика не можеме да ја најдеме. Значи, нема толку едногенски или некакви други придонесувачи кон болеста. И тука сме во темно. Тука е сега напорот на новата генетика, на полигенската генетика, да ги земе во предвид многуте генетски разлики кои што постојат помеѓу луѓето и да види дали можеме да издвоиме некои од тие генетски фактори и да речеме тие се многу почести кај луѓето со аутизам во однос на општата популација и да конструираме некаков тест со кој што тоа ќе можеме да го предвидиме. Ова е многу сложено подрачје во моментот, во развој. За жал, мислам дека почнува да наоѓа и примена во клиничката пракса. Сметам преурането, бидејќи ние се уште не разбираме што значат тие броеви сосема, полигени, ризик, бројки или пресметки. Слушаме и читаме, например, по виртуелното пространство по интернет дека, например, постојат и компании во Соединетите држави кои што нудат вакви тестови во однос на предвидување на височината или интелигенцијата, да кажеме, бидејќи тоа се такви особености кои што се наследуваат на истиот начин, полигенски, не се еден ген. И знаете, сето тоа се вака многу сложени етички проблеми, дилеми и предизвици на денешното време со кои што еве ние во генетиката живееме. Така, има бројни етички дилеми, не знам дали ќе стигнеме да ги разгледаме. Јас би сакала да ве прашам во однос на карциномот, веќе вие споменавте два гена кои што се поврзани со карциномот на дојка, BRCA1 и BRCA2. И BRCA2, кај Анџелина Џоли кои што беа детектирани. Значи, тие два гена, за тие два гена сме сите информирани. Но дали карциномот, дали ракот е наследна болест? Дали секогаш е поврзан со некаква мутација, како во овој случај? Добро. Значи, вака сега, ова е многу пак едно интересно прашање, кој што ги обединува на некој начин две работи за кои што зборуваме. Значи, од сите случаи на канцер, би рекле дека можеби 95% или околу 95%
се наследуваат или имаат наследна предиспозиција, ама на тој комплексниот начин со кој што не можеме точно да предвидуваме. Значи, игра улога наследниот фактор секако, ама не на начин на кој што можеме јасно нешто да диагностицираме и јасно да предвидуваме. Помалку од 5% или околу 5%, например, еве кај почестите видови на канцер, например на дојка и овариум кај жена или например дебело црево и кај маж и кај жена, околу 5% се всушност наследни моногенски форми на канцер, каде што дел од тоа што треба да се случи во геномот за да се развие канцерот е наследен. Значи, истите промени може би ние ќе ги видиме и кај спорадична форма на канцер, тие 95%, но кај овие 5% дел од генетските промени што се потребни за да се јави канцерот, се наследени и се наследуваат на предвидлив начин според закономерностите на Мендел. Така што ова е всушност подрачје на онколошка генетика, кое што денес, например, еве за Австралија ги знам бројките, го зафаќаат околу половина од времето на сервисите за клиничка генетика и генетско советување. Пола се фатени во советување околу наследни канцер синдроми. Ова е многу интересно, многу благородно, да речам, подрачје исто така на генетиката, бидејќи тука зборуваме практично за спасување на животи на возрастни, да кажам, на некој начин луѓе, бидејќи воколку вие детектирате во едно семејство, како еве семејството на Ангелина Жоли, таква генетска промена и навремено започнете, например, мерки за почесто прегледување на градите, над определена возраст, размислување околу може би отстранување на јајниците, на овариумите, бидејќи тоа е по-големиот убиец всушност во таа форма на канцер, отколку канцерот на дојка. Например, кај канцерот на дебелото црево, мерките за порани, почести колоноскопии или може би отстранување на дел или на целото дебело црево и така натаму, всушност се прашање на живот и смрт, прашање на спасување на живот. И тука да кажеме во Австралија дури и легислативата претрпе определени промени, легислативата сврзана со приватноста на генетската информација и така натаму, каде што заради загрозеноста на членови на семејството малку се релативизира, да кажеме, легалното побарување или обврска од лекарот да ја чува генетската тајна, значи воколку пациентот кој што знае дека има определена таква генетска промена, а не сака да ја сподели со членовите на семејството, е отворена мала врата во легислативата да може всушност да се каже во семејството и без согласност од собственикот на информацијата. До тој степен сме сега се дискутира дали тоа води до дискриминација кон оние лица кои што имаат некакви генетски мутации. Па еве во моментот во Австралија тече тој експеримент, да кажем, општествен, во кој што се обидуваме тоа да го разбереме, дали всушност генетскиот тест и индустријата која што се занимава со акцентуријално осигурување, односно осигурување кое што е поврзано со ризик, дали се баш толку големи непријатели или може да се направи некаков брак во кој што ќе се земат во предвид и наследните ризици за определени болести за кои што бараме осигурување. Имаме навистина многу малку време, уште една минута, професоре, доколку се утврди дека сме носител на некој ризичен ген, дали тоа значи со сигурност дека ќе се разболиме? Видете, повторно зависи од тоа за која болест зборуваме. Некои болести, велиме, имаат комплетна пенетрантност, значи ако ја имаме генетската промена, речиси е известно дека ќе ја добиеме и болеста, но често имаме и други начини на, да речеме, на отстапки од наследувањето, каде што има намалена пројавност на болеста и каде што не значи, например, еве наследните канцер синдроми се пример, каде што една жена ако има наследено BRCA1 или 2 генетска промена, може би има 6 до 7 од 10 шанси, 60 до 70% да добие канцер, ама 20 до 30% од тие жени нема да добијат канцер. Тоа е нешто што не го разбираме, а е поврзано со тоа што кога зборуваме за моногенските, едногенските болести, имаме тенденција да мислиме само за тој еден ген, заборавајќи дека и остатокот од геномот, останатите 20.000 гени, исто така влијаат и веројатно има и некакви заштитни, да кажеме, по некој пат механизми или други генетски промени, кои што, иако што некој е носител на нешто,
може да не ја манифестира самата болест. Професоре, ви благодарам многу за вашето денешно гостување во Делма амбуланта и за подробните појаснувања на оваа сложена тема. Благодарам, Мари, уште еднаш за поканата и еве секој пат сме расположени и спремни да ги доближиме овие интересни теми до вашата публика. На Медицинскиот факултет во Штип наскоро ќе се избира декан. Вие сте еден од кандидатите, да ви посакам успех. Фала многу. Се гледаме повторно. Се гледаме. Почитувани, ова беше се во денешната Телма амбуланта. Се гледаме секој работен ден на Телма. Пријатно.